здрава на сите. Во ова видео ќе ви кажам трета приказна, која ќе ги објасни претходните две приказни. Тие што не сте ги виделе можете да скролате надолу. Едната е приказната за жабата што живеела во бунар, никогаш не искочила надвор и кога дошла во бунарот жаба која живеела надвор во езерото, не и верувала дека постои нешто многу поголемо од бунарот. Тоа е поврзано со нашата свест. Ние имаме одредена свест и не веруваме дека постои некоја друга свест. Втората приказна беше со учителот кој им понудил на учениците две таблети. Едната таблета е знаење, може да добијат бескрајно знаење, а втората е да бидат среќни. Која табела ќе одберете? Третава приказна е вистинска. Во Афганистан и во Иран постои така наречен суфи движење или суфи учење, кој е базирано од учителот Заратустра. Подоцна суфите ја прифатиле исламот и сега се како некој мистичен дел од исламот. И како и да е, порано Афганистан и Иран пред во 70-те години биле како хипи колонија, доваѓале од цел свет хипици, трагачи, јогини да учат медитација од тие суфи учители. Едно, мислам секако, као што иделе таму хипици, имало и разни забави, дроги и така натаму. Во секој случај тие две земји биле земји за духовни трагачи. Постои еден суфи учител, Али Акбар Хан, и кај него дошле неколку хипици од Америка и го виделе него и неговите ученици и го прашале како тоа овде сите се мирни и тивки, никој не ми изгледа среќен. А таму поред плажата, поред реката има забава и сите се супер среќни. И учителот им одговорил: ние бараме вистината, а оние бараат среќата. Сега. Сите вие сакате да бидете среќни. Секој сака да биде среќен и прави се за да биде среќен. Меѓутоа, јоги учителите, јоги традицијата, они не ја бараат среќата. Они ја бараат вистината. Они ги бараат увидите, го бараат изворот на среќата, изворот на емоциите, изворот на тагата. Го бараат изворот на животот, од каде потекнува стравот, несигурноста, незнаењето. Бараат да видат од каде потекнува радоста, среќата, екстазата. Сите тие информации ги има во нашиот систем, во нашиот енергетски систем, во нашиот надумствен систем. И јогините се задлбочуваат длабоко во себе и имаат увиди во сите овие состојби. Затоа можеби за момент кога ќе видите луѓе кои медитираат, не ви изгледаат среќни. Например, ако видите икони во црква, нема икона каде што се светците насмејани, туку сите се задлабочени длабоко во себе, во длабок мир. Тој начин на барање на вистината, всушност, на луѓето им носи длабока среќа. Значи, среќа која доаѓа со длабоки искуства и со длабоко знаење. Ајнштајн рекол: знаењето е сила, знаењето е моќ. Сите тие увиди внатрешни нас ни носат среќа малку по малку, капка по капка. Значи, како што ги дознаваме сите тие состојби, сите тие вистини, добиваме одредена количина на среќа која сме ја заслужиле. Подоцна следен увид, следен чекор ни доаѓа нова состојба на свест, нова состојба на среќа. И сето тоа расте полека и сигурно. Како што добиваме увиди, како што го наоѓаме изворот на среќата, почнуваат во нас да се јавуваат нови квалитети, нови увиди. Еден од најголемите квалитети е сигурност. Кога ќе видите дека вашата среќа доаѓа
длабоко од вас, станувате сигурни и независни. Повеќе не зависите од успешна забава, успешно друштво, квалитетни начини на забава, квалитетни дроги или алкохол. Туку добивате увид дека вашата среќа зависи од вашата состојбена свест. Тога станувате сигурни, бидејќи знаете дека таа состојбена свест никој не може да ви ја земе, никој не може да ви ја даде. Затоа и традицијата на учење на медитација е бесплатна, бидејќи духот никој не може да ви го даде, никој не може да ви го земе, не може да се продаде, не може да се купи. Затоа научите да медитирате. Научите да бидете сами, да имате моменти во денот, 1 час, 2 часа, 3 часа на ден, кога ќе бидете потполно сами абсорбирани во себе се. Абсорбирани во огромен број на информации и доживувања кои вашиот систем веќе ги има. Тие што не знаете да медитирате или вашите медитации се плитки, кратки и полни со мисли, пријавете се на курс за медитација кој почнуваме од септември, ќе бидат секој месец. Ќе почнеме со семинари за медитација од 21 септември, сабота, недела и понеделник, 3 дена ќе има семинар за медитација, каде што ќе има длабока медитација, концентрација, духовно пеење, медитација со музика. Ќе има јадење. Потоа, после 3 дена, ќе има напреден курс за медитација за тие што сакаат да влезат во подлабоки состојби на свест и тој ќе трае 1 месец, 2 пати неделно, секој вторник и четвртак. Пријавете се, бесплатно е, научите да медитирате.